civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Македонското министерство за надворешни работи дава изјава која, знаете како, не одговара во смисла да контрира или да ја побие бугарската изјава. Таа дава изјава која во најмала рака е конфузна. Зашто да се извинувам? Зошто да влегува во диалог со некој што не те признава? Која е тогаш целта на македонската нота? Македонската нота влегува во диалог со тие што не признаваат. Тие се обраќаат на другите 25 европски земји. Тогаш последниот пасус е доволен. Тогаш е последниот пасус од таа изјава доволен. Бидејќи ние таму, мислам на македонската држава, олицетворена преку владата и Министерството за надворешни, кажуваат работи кои прво очигледно ние ги толкувавме двојно. Едни на еден начин, други на друг начин. Тој е првиот проблем. Ако давате такви дипломатски ноти, веројатно тие треба еднозначно. Ја имам тука и сега може баш да видиме. Вели вака: литературниот македонски јазик е кодифициран во 45-та година. Станете тука за гледачите, што не е точно? Овде е точно. Само давам контекст. Ја читам предходната. Прво, тука има еден малечок проблем, а тоа е дека се зборува за литературниот јазик, кој е термин кој веќе надминат во лингвистиката, бидејќи литературниот обично значи јазик на литературата. И тоа е вообичаено кога во 50-тите години Коневски, например. Литературниот јазик аналогно и службен јазик. Да, службен е, но тоа не мора да значи дека јазик на литературата. Бидејќи вие во литературата може да употребите колоквиализми, диалектизми и така натаму и така натаму. Но еве да речеме дека се одлучуваат за еден термин кој во македонската традиција, јазична, лингвистичка, има своја подкрепа. Јас се обидам само да ги најдам темелите на основата на вашата реакција. Следно вели: согласно созданијата утврдени со акти, добро, значи сознанијата се утврдиле со акти, ама за тие нелогичности во јазикот нема да зборуваме. Широко прифатените теории и емпириските истражувања на современата светска славистика и лингвистичката наука, македонскиот јазик сега вели, нестандарден или литературен, внимавајте во вториот дел, има свој јазичен, просторен и временски континуитет. Значи македонскиот јазик има јазичен континуитет. Тоа е во нелогичностите, тоа ќе го тргнам, тоа е една тавтологија. Зошто тоа не го читате како вредност на таа нота? Вели, има просторен и временски континуитет. Не може да зборува. Нема граници што вие го зборувате, значи. Да. Сега ќе продолжиме во вториот дел. Вели, македонскиот јазик има просторен и временски континуитет. Не може да се зборува за официјалниот јазик кога зборувате за временски просторен континуитет. Зборува за македонскиот јазик тука, не за официјалниот или службениот. Значи зборува за македонскиот јазик. Кажете ми вие како научник, има ли просторен континуитет? Надвор од границите на македонскиот јазик има и просторен и временски континуитет. Одлично, значи се согласивме дека тука зборуваат за македонскиот јазик. Само внимавајте кога толкувате, не паѓајте во Не, јас не толкувам. Во моментов читам. Македонскиот јазик, значи не стандарден, не официјален, не службен, македонскиот јазик, како целина на сите диалекти. Со сите диалекти. Така е. Овој континуитет, значи просторниот и временски на македонскиот јазик, не на службениот, како што рековте и вие, овој континуитет се заснова на специфичниот јазик, специфичниот развој, се извинувам, на диалектите што се во неговата основа. Само застанете, пак за гледач. Континуитетот на македонскиот литературен службен јазик кој се протега во границите на Чекајте сега, македонскиот јазик пишуваше претходно. Нели се договоривме дека е македонски јазик, а не службен? Македонски јазик се вика. Нели има свое име? Кој? Службениот јазик. Значи, тука се зборува за службениот или се зборува за на македонскиот? Се е во една реченица. За кој се зборува тука? Еднаш кога сака да се издвои дека се зборува за литературниот или стандардниот, тоа се нагласува. Вториот пат се договоривме дека има македонски. Сакал да подметне тука нешто? Не, јас мислам дека е друго во прашање, ама еве ќе видиме до крај. Овој континуитет што е нешто друго, мислите? Оно консултирање со научната јавност? Мислам дека ова е просто моје лично мислење, бидејќи не сакам да навлегувам во теории на заговор дека ова некој намерно го прави за да тврди или дека диалектите што се во неговата основа и биле распространети на територија на денешна Република Северна Македонија, ако зборуваме за диалектите на македонскиот јазик, веќе рековме тие се и надвор, ако зборуваме за службени, дека е надвор. Службениот јазик е на диалекти кои сега се во рамките на оваа држава. Да, ако е така, тогаш имаме Што спорите? Тогаш имаме поголем проблем, вели специфичниот развој на диалектите. Сакате да кажете дека специфичен развој имаат само диалектите што се основа на службениот јазик. Јас се надевам
дека специфичен развој имаат сите дијалекти од македонскиот диасистем. Во тој контекст, терминот дијалекти е ставен за географскиот поим Македонија и секаде каде што македонците зборувале на сите дијалекти од Пиринска до Егејска Македонија и до овој дел каде што сега е формирана. Значи кога вели дијалекти што се во негова основа, само посочува, се извинувам, само посочува дека македонскиот литературен јазик, уште вашиот и нашиот идол, великанот Блажен Комински, комисијата прво уште одасно го кодифицирале врз неколку дијалекти, дозволете, неколку дијалекти од вас сме учеле таму уште во школа. Тоа се учи од 3 до 5 одделение, мисля, че ни 7. Значи од 4 до 9 рече вчера во изјавата Спасов. Од 5 Од 5 до 9. до 9. За таа изјава се надевам исто ќе искоментираме нешто. Се менуваат ова учебните програми, да. Се шегувам апропо изјавата на Спасов. Ја Спасов. сум избегал од час, но знам дека дијалектите врз кои вие ќе ме потврдите или ќе ме негирате од вашиот едукативен статус, дека македонскиот службен литературен јазик, со кој ние сега се користиме и е депониран во тетрадката на Обединетите нации, е базиран врз дијалектите, подсетете ме, кои се Прилеп, Битола, Кичево. Битола, Кичево, не знам, кои сега се во рамките на оваа државна територија. Тоа сакам да... Тоа е неоспорно. Прашањето е на што мисли оваа декларација, односно изјава. На што мисли, треба да ги прашаме авторите. Имено, значи оставиле простор еднаш да споменуваат литературен, еднаш само јазик. Велат дека има пречи затоа што тие два поими се различни. Авторот можда не го чиновник го пишува. Имено тоа сакав да кажам. Јас не сакам да влезам. Му рекла на некој таму Трајче, ти знаеш ли македонски? Знам. Даде напиши една де. Јо седна. Јас се надевам дека е така и тука е проблемот. Генерал, ако дозволувате, еве и нема. Да, јас би сакал стварно да му оставиме. Окей, добро. И завршувам, се извинувам. Да, само се сакам разбира. да кажам дека овој документ, Добро. ова е нота македонска или како точно Џабир ја нарече што е депонирана во Дипломатска Брюксел. нота или унилатерална декларација за македонскиот јазик. Тоа е дипломатски документ. Тоа не е научен труд, тоа не е научна дисертација за македонскиот јазик. И тоа е наменски точно за потребите на Европската унија. Да не им останеме должни на бугарската страна. Толку. Имено. Да, они поставили унилатерална, ние имаме унилатерална, процесот продолжува. Каде многумина од потписниците, еминентни академици, професори, млади, научни лингвисти, македонисти и така натаму, мислам дека не се свесни, некој свесно сака да направи, некој не сака, да извади сега темата надвор од македонските граници за македонскиот јазик, за на вратата на Европската унија да направиме уште еден проблем што на некој начин го решивме со нашиот јужен сосед, но тоа не е тема сега. Нашата тема за јазикот е депонирана во Виндација и во сите ваши научни студии. Еве јас имам друг предлог тогаш. Тогаш можеле да дадат еднострана изјава која се сведува на последниот дел. И да кажа, постои македонски и вели, во текот на преговорите за пристапување се до нивното завршување со склучување на договорот за пристапување на Република Северна Македонија во ЕУ и по приемот и така натаму, нема да прифати да разговара за поинакво решение за македонскиот јазик, од тоа наведено во преговарачката рамка со приемот на Северна Македонија во полноправно членство, македонскиот треба да стане еден службен. Ако е дипломатска нота и ако е само тоа целта, можеле да останат нова. Тоа што е горе, и јас не сме министри за имено, и сега тие самите си пукаат во нога. Знаете како, вие живеете во една зграда, да речеме. Имате еден сосед кој тврди дека не е баш соседов урамнотежен, да речеме, да го потребам тој збор, или има нешто против вас, тоа е бугарската страна, и цело време тврди дека имате сомнително ментално здравје. И вие еден ден не се чувствувате најдобро и шетате по зграда и викате, значи денес лудило како се чувствува. На другите соседи или не му давате аргумент плюс во неговите неуместни изјави. Знаете како? Не одат, но во меѓународните односи исто така не може да дадете нешто што, например, еве следната. Македонскиот јазик беше признаен од третата конференција на Обединетите нации за стандардизација на географските имиња одржана во Атина во 77. Сосема неточно. Македонскиот јазик е службен јазик на СФРЈ. СФРЈ подобро од мене знаете дека е основач на Обединетите нации. Нека се срамат и авторите за таа реченица и тие што Ама затоа ние реагиравме. Ние реагираме за тоа што благодарам. прашања за сите овде. Нашата реакција е дека или овде
се ограничуваат диалектите на македонскиот јазик Зошто на не територијата на станавте Македонија. на реда вие да предложите како би требало тоа да изгледа? Еве Јас сега искрено сте- се надевав дека Министерството за надворешни работи ќе го консултира во најмала рака Советот за македонски јазик, кој е тело на владата, тој е советодавно тело. Македонски јазик го одобри овој текст. Советот за сите, па барем четворица, Нема сите, совет е совет. четворица се подписници на ова истото на кое сум јас подписник. Се едно, они Така се што, подписници, но па, како реагираше- влада го признава. Може Ама да се не може да не согласува. го признавам и јас го признавам, Не се македонската работи- влада го има дадено. Но Не се внатре работи за има број на работи кои подписи, се... туку се работи за институции и вие како Советот за македонски јазик не рече дека ја консултира. Да направи политичка ќар или политичка штета. Па, Тоа мене треба ми се да чини дека овде ни прави и политички зијан, бидејќи внатре имате известни неточности кои може другата страна да ги злоупотреби. Види, одиме на предпоставки, може би требало ќе Па за да направи не предпоставуваме, треба изјавата да биде еднозначна и ако е политичка, да се занимава со политика. Ако се занимава со лингвистика, тогаш нека ги праша тие што се стручњаци во таа Јас област би како треба да дефинирал, изгледа. Завршувам дека се дефинира, се занимава само со дипломатија. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.